Здраво на сите, јас сум читачот. Денес не сум во Europe House, лето е, решив да снимам малку надвор. Во ова видео ќе зборувам за веројатно најпопуларниот роман на еден доста многу читан, популарен, веројатно еден од најдобрите италијански писатели, а тоа е Алесандро Барико. Алесандро Барико е познат писател и во исто интересно е што и во Македонија е доста читан и почитуван. Има повеќе негови дела на македонски, ми текнува на Замоци на гневот, Океан море, Мистер Гвин, оваа приказна, Емаус, еден од моите омилени негови романи. Меѓутоа, веројатно најпопуларен негов роман и роман со кој што постигнал најголема, не знам, направил вистинска сензација е романот, овој роман што го имам тука со мене, а тоа е Свила. Свила е негов роман кој што го издава во 1996 година и на некој начин представува сензација, милиони копии се продадени. И ако само за го прочитате овој роман, а не сте прочитале ништо друго од Барико, мислам дека романов е поразличен и нема да имате вистинска слика за неговиот стил и за неговите романи. Токму затоа што Свила на некој начин е поразличен роман, поразличен е затоа што стилот е поразличен, нарацијата, формата, обликот на романот на некој начин не би рекол уникатен, меѓутоа многу убав роман кој што го заслужува нашето внимание и дефинитивно вреди да се прочита. Јас го имам ова издание, Свила, значи го има на македонски уште од поодамна, не знам која година точно е преведен. Меѓутоа јас го имам ова издание на издавачката куќа Антолог 2019, превод Лилјана Узуновиќ. Значи ова е поново реиздание кој што достапно е денес да се најде во книжарниците. Значи Свила, зошто го одбрав Свила? Затоа што иако е напишан пред некои си 25-6 години, сепак според мене може да се вброи во групата книги кои што ги нарекуваме современи класици. И може би е нескромно тврдење, меѓутоа сепак дека мислам дека ова е роман кој што ќе се чита доста време и може да се каже дека е современ, модерен класик. Зашто станува збори? Што го прави овој роман по-различен и толку добар и посебен? Стилот на Барико дека е по-различен. Романот е пишуван во минималистички стил, значи овде има некои си 125-6 странички во ова издание, меѓутоа ако ги соберете, веројатно има помалку од 100 страници текст и интересно е што пишуване како во секвенци, како кратки поглавја, кои што сосема минималистички и еве ќе го прочитам првото кој што ќе ни го даде контекстот за приказната и подоцна ќе кажам нешто малку повеќе за контекстот, за сетингот на приказната. Еве како почнува и ќе видите, мислам дека ова поглавје ќе ви даде чувство за тоа како изгледа, како е пишуван целиот роман, целата нарација. Ева е под број 1. Иако татко му за него замислувал блескава војничка кариера, Ерве Жонкур заработуваше за живот занимавајќи се со несекојдневна професија на која, по некаква чудна иронија, не и беше туѓа известна нежна нишка во која провејуваше блага нота на женственост. Ерве Жонкур живееше од купување и продавање свилени буби. Беше тоа во 1861 година. Флобер тогаш ја пишуваше со ламбо, електричното осветление се уште беше само предпоставка, а Абрахам Линколн од другата страна на океанот се бореше во војна чиј што крај никогаш нема да го види. Ерве Жонкур имаше 32 години. Купуваше и продаваше свилени буби. И токму вака и со ваков тон пишуване целиот роман, сосема минималистички, значи го гледаме овој човек Ерве кој што живее во едно мало градче селце во Франција и на некој начин порано имаше тој израз, веќе не се користи, трговски патник. И буквално е трговски патник со тоа што оди да тргува, оди на Блискиот исток, на Средниот исток, да тргува со свилени буби, затоа што во тоа градче каде што живее има 8 свиларници отворени од еден друг предприемач и секоја сезона треба се набават свилени буби. Меѓутоа, оваа година, токму за годината за која што станува збор,
низ целиот свет, тогаш од тамо каде што се тргува со свилени буби, има некаква чума меѓу свилените буби и изумираат и тоа е слаба година и им се заканува на некој начин тешка година, а овие луѓе во ова градче повеќето зависат од таа изработката на свила и тој предприемач кој што ги држи тие свиларници ќе дознае, до него ќе допре глас дека во Јапонија се уште може да се најдат свилени буби. Меѓутоа проблемот е што Јапонија е сосема затворена земја и познато е дека дури тогаш почнува да се отвара помалку Јапонија, меѓутоа само за трговија. Јапонија со векови била одвоена од другите и од копното, нели, од Кина и од континентот, строго не сакајќи никакво надворешно влијание. И има еден многу всушност интересен роман кој што може да го прочитате, ви го препорачувам, исто поврзан со таа тема со Јапонија, ако ве интересира. Тоа е 1000-годишната есен на Јакоб Дезут од Дейвид Мичел. Одличен роман во кој фокусот се таа испостава на некој начин трговска, меѓутоа холандјаните се во фокусот затоа што холандјаните се првите кои што ќе успеат да постават таму во Јапонија на јапонското копно трговска на некој начин мала колонија или место преку кој што тргуваат. И интересно е како овој човек ерве ќе се нафати да замине во Јапонија. Тоа е долго патување кое што не знам тргнува во октомври, се враќа дури за Великден следната година и многу интересен на поетски начин Барико тоа го доловува и го објаснува неговиот пат. И интересно е што сега да не го читам тоа, меѓутоа кажува пример толку денови му треба, пример со воз да стигне до Будимпешта, од таму отиде до Украина, од Украина на толку денови со коњ да стигне да го помине Сибир, па да се спушти во Кина, па во Кина го чекаат трговци да го прокриумчарат до Јапонија, па таму низ таа префектура, па низ другата, за да стигне до селото на тој трговец, на моćник локален таму во Јапонија, кој што ќе му даде свилени буби. Интересно е што после од неколку вакви патувања ќе направи Ерве Жонкур. Ќе оди неколку пати до Јапонија и цело време Барико ја користи таа алатка која што дава одредена поетика на раскажувањето, цело време го повторува буквално дословно неговото патување до Јапонија и назад и кажува колку време трае тоа. И има одредено повторување кое што му дава одредена магија, одредена поетика на романот и го прави посебен. Кога ќе отиде таму овој човек Ерве Жонкур кој што живее во тоа мало место заедно со својата сопруга Елена која што го љуби и тој ја љуби неа и ќе отиде таму, меѓутоа кога ќе стигне во куќата на овој трговец, ќе се сретне со, додека разговара со него и ќе биде примен таму, ќе се сретне едноставно во скутот лежи покрај овој човек, лежи една девојка, и таа ќе го заинтересира работата што таа девојка нема коси очи и таа на некој начин го омаѓепсува и тој не знае дали е негова сопруга, дали е некаква конкубина, дали е некаква љубовница, дали е некаква жена која што едноставно служи во куќата на овој човек и едноставно тој ќе разговара со овој човек, меѓутоа ќе биде маѓепсан, ќе биде нешто ќе се случи и целото внимание ќе му го грабне ова мистериозна на некој начин жена. И ќе видиме што ќе се случи понатаму, ќе има потреба тој неколку пати да се враќа во Јапонија и назад. И ќе видите подоцна како продолжува животот. Меѓутоа, тук во главниот дел на романот се опишани подоцна е опишана и подоцнешните години на Ерве Жонкур, меѓутоа тука зборуваме за некои 15-16 години од неговиот живот и на неговата сопруга во кој што тој оди во Јапонија и се враќа тие неколку години. И во центарот на приказната ќе видите го има оној момент на воодушевеност од она што е екзотично, од она што има одредена еротичност и едноставно привлечност од таа непозната или мистериозна жена со која што не може да комуницира освен преку мали некои гестови и некои суптилни сигнали и едноставно ја гледаме како овој човек е растргнат помеѓу домот и неговиот нормален семеен живот и љубовта за неговата сопруга и незината љубов за него и помеѓу
мистериозноста и едноставно магијата на некој начин околу оваа жена која што е од Ориентот, меѓутоа според него не е жена ориенталка или од далечниот исток. И Алесандро Барико многу убаво успева да ја на нежен, на суптилен начин, на елегантен начин да ја долови таа тензија, таа привлечност од она што е екзотично, од она што е непознато, на она што го привлекува и на еротичен начин овој човек Ерве Жантур од страна на таа жена и од она што го има дома, неговата работа, неговата жена, верната љубов на неговата жена. И во тоа се состои елегенцијата, во тој минимализам. Јас мислам дека не Јапонија како тема, Јапонија како локација, како место во овој роман и стилот на пишување, кој што е јапонскиот стил е доста минималистички, има простор кога се во јапонската и уметност, и во сликарството, и во поезијата, има текстовите и сликите имаат простор да дишат, има тоа е цел еден стил на еден концепт во јапонската уметност, концептот на празнината, тоа е широка тема и се сметам дека Барико не случајно го пишува на ваков минималистички, на ваков елегантен начин во стилот на јапонската поезија и на хаикуто, со одмерени реченици, со повторувања, со ритмика одредена, со поетика. Не мислам дека е случајно тоа што действието се случува во Јапонија и стилот на романот кој што е пишуван сосема минималистички. Ме потсети малку сега и на оној роман спишуван во ист дух, романот Снег. Можеби сте го читале, ви го препорачувам да го прочитате ако не сте го читале. Тоа не е од Барико, од друг писател е. Така што ќе видите на крајот на самиот роман Барико прави еден, не е тоа пресврт, меѓутоа прави нешто многу интересно кој што го прави овој роман да биде посебен, прави еден твист, да го наречеме пресврт, кое што мислам дека го крунисува нарацијата на овој роман на самиот крај и го прави романот посебен. Значи, немам дилеми за тоа дали треба секој да го прочита овој роман и дали ви го препорачувам, дефинитивно ви го препорачувам од се срце, че веројатно најпознатиот, може ако сте го читале Барико, можеби некои од другите романи ќе ви се стилот е поинаков, можеби ќе ви се поурбани, посовремени и стилот можеби ќе ви се допадне повеќе, меѓутоа ова е дефинитивно роман со естетика, со сензибилитет, кој што е посебен и кој што дефинитивно секој треба да го прочита. Така што ви го препорачувам Свила од Алесандро Барико. Чекајте нови рецензии, подготвуваме и некои нови нешта, нови содржини кои што сигурно ќе се допаднат. Така што чувајте се ова лето, уживајте и се гледаме со наредното видео. Поздрав!